Почитувани, ова не е време за надпревар, суета, партиски или друг вид поделби. Ова е време на војна во која што секој човечки ресурс е потребен на располагање на државата и на сите. Електронското учење, односно користењето на мултимедија и интернет за образование на далечина не е новина, но оваа власт повеќе зборува и пишува препораки отколку што спроведува. Министерството за образование и наука ги задолжи наставниците без реално да ги согледаат можностите. Не смее да се дозволи цела генерација да ја повтори годината само затоа што некој во владата не седнал и не размислил за начин и методологија како да ја заокружи учебната година. Мерките кои што денески ги предложиме не се апсолутна новина. Дел од нив веќе се применуваат во современиот свет, а дел се адаптирани на наши услови. Предлагаме одлука со која полагањето на државна матура во сите средни училишта во Република Македонија за оваа учебна година ќе биде укинато. Полагање матура може да биде организирано само за оние ученици кои имаат потреба од тоа, но таа да се полага во септември. Второ, школската година да заврши на 10 јули. Трето, учениците да се оценат со средна оцена изведена од успехот на учениците во претходното полугодие, условено со завршени домашни задачи во периодот на vanredната состојба. Четврто, укинување на законските ограничувања за просечен успех кои се бараат за упис на повисока година во некои средни стручни училишта. Пето, контролирано одвивање на учење и домашни задачи во домашни услови, тие да бидат ефектни и суштински без непотребно оптоварување на учениците. Шесто, да се интензивираат телевизиските програми со образовни содржини на сите јазици и да бидат систематизирани по оделенија и предметни програми. Седмо, воведување на летен семестар за учениците со посебни потреби, кој ќе се одвива во соодветни услови за совладување на знаењата. Осмо, да се организираат обуки за изведување и следење на онлайн настава наменети за сите оние наставници и родители кои имаат потреба од ваков вид помош. Девето, да се мапираат ученици од социјално ранливи категории кои имаат потреба од обезбедување на опрема за следење на онлайн настава и истата итно да се набави. Десето, високообразовните институции да размислат целокупниот процес на упис на нови студенти да го организираат по електронски пат. Почитувани, најважно во моментот е учениците и студентите да бидат без страв дека една година ќе им пропадне заради неорганизираност на власта. Учебната година мора да биде заокружена успешно. Затоа бараме итно усвојување на предложениве мерки. Ви благодарам.